Почитувани ученици, ви посакувам добре дојде на видеочасот со мене наставничката Даниела Гирковска по предметот македонски јазик. Наставна содржина, самогласки и согласки вежби. Цели на часот. Утврдување на стекнатото знаење за поимите самогласки и согласки. Препознавање кои од гласовите се самогласки, а кои согласки. Правилно изговарање и воочување разлика според начинот на кој тие настануваат во устната празнина. Потсетување на претходното знаење. Збор е дел од реченица. Слог е дел од зборот во кој има само една самогласка. Нашата азбука има 31 буква. Кога нив ги изговараме, тоа се гласови. Во македонскиот литературен јазик има 31 глас. Секој глас си има свој писмен знак, наречен буква. Гласот се изговара, а буквата се пишува. Науката што ги проучува гласовите и нивното образување се нарекува фонетика. При изговорот на кој било глас се издишува воздух. Кога издишуваме воздух, низ устната празнина минува воздушна струја. Гласовите во македонскиот литературен јазик се делат на самогласки и согласки. Во нашиот јазик има 5 самогласки и 26 согласки. Самогласки. Гласовите А, Е, И, О, У се самогласки. Самогласки се гласовите кои ги изговараме со леснотија без потешкотии. При изговорањето на самогласките, воздухот слободно минува низ устната празнина, без препреки, допирајќи ги само гласните жици. Самогласките може да ги изговараме долго време и гласно. Поради непречениот изговор, самогласките се носители на слогот. Согласки. Согласки во македонскиот литературен јазик се гласовите Б, В, Г, Д, Ѓ, Ж, З, Дз, Ј, К, Л, Љ, М, Н, Њ, П, Р, С, Т, Ќ, Ф, Х, Ц, Ч, Дж, Ш. При изговарањето на согласките воздушната струја наидува на препреки во устата, забите, непцата, јазикот и усните. Се изговараат потивко и пократко време. Согласките се делат на звучни и беззвучни. Ако при изговорот на согласките треперат гласните жици, тие се звучни. Ако не треперат при изговорот на одредени согласки, тие се беззвучни. Следи активност за пишување имиња на ученици кои започнуваат на самогласки и согласки. Најпрвен ќе запишеме имиња кои што започнуваат на самогласки. Андреј започнува на самогласката А. По него е Анастасија. Емилија започнува на самогласката Е, следи Емил. Ивана е на самогласката И, следи Иван. Оливера е на самогласката О. Огнен, убавка е на самогласката У. Сега ќе запишеме имиња кои што започнуваат на согласки. Бојан започнува на согласката Б. По него е Виктор кој што започнува на согласката В. Матеја, Ѓорѓи, Филип започнува на согласката Ф.
Петар, Радо започнува на согласката Р, Теона на Т, Николина започнува на согласката Н. Ученици, за домашна задача ќе ви прочитам една стихотворба. Слушнете ме внимателно, а потоа однезе ќе ви зададам домашна задача. Од А до Ш. А како најпрва буква, Б како дрвото бука, В како насмевната внука, Г како нешто што гука, Д како златен дукат, Ѓ како ѓерданот ѓурѓа, Е како екот ечи, Ж како жарче пече, З како звук што носи, Дз како дзун што роси, И како игла боде, Ј како јасно небо, К како кафена круша, Л како нашите лица, Љ како љубов кон птица, М како мило маче, Н како невенче песна, Њ како неуморно конче, О како облак над сета околина, П како нашите прсти, Р како нашите раце, С како најсилна светлина, Т како трилисна детелина, Ќ како куќа зеленина, У како утрина сина, Ф како фиданка фина, Х како харфа и хармоника, Ц како цветче блика, Ч како чаша чиста, Дж како џебови со џамлии, Ш како штрапав штрк. Ученици, од оваа стихотворба сите самогласки во стиховите заокружете ги со црвена боичка. Следи уште едно домашно задолжение. Слушнете го внимателно следниот зададен текст. Караница. Мајката Азбука отиде на работа. Нејзините деца, 31 на број, останаа сами дома. Почнаа да се караат кој од нив е најубаво. Ние самогласките сме најубави. Заедно викаа А, Е, И, О и У. Нас зборовите најмногу не употребуваат. Ние сме незаменливи. А ние сме единствени што имаме капчиња на главите, рекоа Ѓ и Ќ. Тогаш се јави буквата Б. Слушајте, јас имам најголемо меше. Има ли некој поголемо? Јас немам поголемо, рече В, но затоа имам двојно меше и затоа сум најубава. Така зборуваа и се караа буквите. Одеднаш влезе мајката Азбука и ја слушна караницата. Сите сте еднакво убави и еднакво важни. Ако само една од вас недостасува, децата во училиште не би можеле да составуваат зборови. А сега, наредете се убаво во низа за да видам дали сите сте тука. Тогаш сите букви послушно се наредија и тоа вака. А, Б, В, Г, Д, Ѓ, Е, Ж, З, Дз, И, Ј, К, Л, Љ, М, Н, Њ, О, П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Дж, Ш. Сега, ученици, ќе треба сите согласки во зададениот текст да ги заокружите со зелена боичка. Еве ја нашата азбука, наредени сите букви по ред. Можеме да забележиме дека нашата азбука започнува со буквата а таа е самогласка, а пак завршува со буквата Ш, а пак буквата Ш
е согласка. Ученици, slatkиот дожд и убавите зборови поминуваат секаде. Ми беше чест и задоволство. Довидување до следно видување.